Сите мерки за вработување кои се во моментов активни во Република Македонија континуирано се афирмираат преку центрите за вработување низ државата. Центарот за вработување од Кичево, кој секојдневно врши презентации на сите активни мерки и програми за вработување од оперативниот план на владата на Република Македонија и Агенцијата за вработување на Република Македонија за повеќе категории невработени лица, во рамките на своите отворени денови ќе ги опфати сите невработени лица кои бараат работа во различни групи на возрасти, како и работодавачите. Имено се работи за сите оние кои сакаат да започнат собствен бизнис. Тоа е програмата за самоработување, каде што нудиме поддршка, финансиска поддршка, во грант, исклучиво во опрема и репроматеријали за започнување на собствен бизнис. Оваа програма трае до 29 јануари, така да сите заинтересирани невработени лица, доколку сакаат да започнат собствен бизнис, доколку имаат јасна бизнис идеја, може тоа во работниот клуб во Центарот за вработување во Кичево да го направат. Агенцијата нуди и поволни мерки и програми и за работодавачите. Исто така во тек ни е и јавниот оглас кој се однесува до работодавачите, а тоа е програмата обука на работното место со субвенционирано вработување. Програмата подразбира 3 месеци обука на работното место, каде што невработените лица ќе имаат можност и целта на оваа програма да невработените лица се стекнат со одредени вештини, знаења и способности што ги бара работното место. Воедно, значи, по истекот на тие 3 месеци, работодавачот е должен сите лица вклучени во обуката да ги вработи со полно работно време. При тоа за секој лице добива субвенционирана плата во износ од 19.000 денари за наредни 6 месеци. Постојат и други популарни мерки, како што се обука кај познат работодавач, практиканство наменето за млади лица до 29 години и други обуки за стекнување на различни вештини. Од денес стартува и мерката за поддршка во развојот на микро и мали предпријатија за отворање на нови работни места. Отворените денови на центрите за вработување ќе траат до март оваа година.